Почитувани, како што знаете, денес на дневен ред на седницата на Совет на град Скопје е извршувањето на буџетот до 9 месец 2013 и нацрт буџетот за 2014 година. Овие две точки отвараат сериозни дилеми заради кои што почувствувавме потреба да отвориме некакви прашања и преку оваа изјава. Во основа, она што пред се не интересира, тоа е одговорот кој што треба да го понуди градоначалникот за тоа како град Скопје ќе ги исплати доспеаните и неподмирени обврски кон градежните фирми кои денеска изнесуваат околу 260 милиони денари. Или во превод околу 4 милиони 262 и 295 евра. Ова е едно од прашањата за што одговор не може да се види во нацрт буџетот за 2014 година, што го предлага град Скопје, односно ВМРО-ДПМН и градоначалникот Трајановски. Овој долг, како што споменав, од 4 милиона и 262 евра кон градежните фирми, е долг исто така и кон вработените во тие фирми на кои што платата им доцни веќе неколку месеци. Со ова, градот Скопје практично станува соучесник во креирањето на лоша состојба во вкупниот економски дел, а исто така и во економските состојби на семејствата на овие вработени во фирмите кои што имаат побарувања кои што не им се наплатени. Во 2014 година, градот Скопје, согласно овој нацрт буџет, ќе има неуспех на неуспехот. Основа на проекциите на нацрт буџетот за 2014 година е ребалансот на буџетот од 2013 кој го разгледувавме на минатата седница. Во буџетот за 2013 година беа ставени проекти кои што служеа исклучиво да се настапи на локалните избори и кај граѓаните да се создаде лажна перцепција дека она што практично го содржи буџетот и ќе се реализира. Но со ребалансот на буџетот ваквите најавени проекти, како на пример проектот подземна сообраќајница, практично исчезна, а во нацрт буџетот за 2014 се покажува дека многу од проектите сосем ќе бидат заборавени. Нацрт буџетот за 2014 година е проектиран врз основа на ребалансот на буџетот за 2013, што во ниеден случај не може да се третира како развоен. И според наше видување, представува комплетен неуспех на политиката на градоначалникот Трајановски. Затоа, за советничката група на СДСМ, нацрт буџетот за 2014 година е неприфатлив. Ние во наредниот период, врз основа на овој нацрт буџет, ќе доставиме конкретни предлози, каде што фокусот ќе го ставиме на суштинските потреби на граѓаните на Скопје, а не на ситно политичките и партиски интереси на владеачката структура. Буџетот за следна година практично е помал околу 10% за она што беше буџетот од 2013 година, а поголем е малку за неколку проценти од ребалансот на буџетот кој што го издвоивме на минатата седница. Значи се трудиме да биде реален буџетот што пореален буџетот кој што треба да го донесеме за 2014 година. При тоа, поново би истакнал дека многу е тешко во локалната самоуправа да направите буџет кој што ќе биде, да речам, 100% остварлив. Од она што треба да се прави во следната година, јас би ги издвоил неколку проекти. Секако тука е довршувањето на трета македонска бригада. Доколку успееме да ги расчистиме имотно правните односи и слично, тука доаѓа и продолжувањето на партизански одреди до Свети Петар и Павле, почетокот на работите на Теодоси Гологанов, во општина Чаир и општина Бутел Христијан Тодоровски Карпош, во општина Шуто Ризари е водоводот, со кој што заедно со општината и со јавното претпријатие Водовод и канализација треба да го реализираме, во општина Ѓорче Петров пречистителната станица, значи рекувам продолжувањето на партизанската и пречистителната станица во Волково, заедно со општина Ѓорче Петров и заедно со Министерството за екологија. Значи во општина Газивова е улицата Маđари, која што ги поврзува населба Ченто и населба Маđари. Сметаме дека е една од клучните улици кои што треба да се направат.
Исто така продолжуваме со објавувањето на тендерот за подземната сообраќајница. Го подготвуваме тендерот исто така за трамвајот, значи со новиот консултант кој што е избран, така да градот Скопје продолжува што му е као капитални инвестиции.